Почитувани во живо сме, со оглед дека реков дека по втор пат, поред да речем, гласот на народот му паѓа да се реализира на 23 октомври. Чест ми е задоволство вечерва за сите тие што сега се вклучија во емисијата да соопштам темата, значи за каква Македонија се залага македонските дејци. Задоволство е повторно ги најавам гостите, Илијан Доновченто, неспално поранешен министер во експертската влада, во првата влада на независна Македонија за енергетика и водостопанство. И секој наследник на големиот великан Методијан Доновченто. Професор доктор Тодор Чепрганов, историчар, кој е навистина големо задоволство направите што вечерва дојдов во Гласот на народот, и професор доктор Маријан Котевски, професор на Факултетот за безбедност. Значи, говориме во секој случај за темата која треба да направи една интеграција, биде едно сврзувачко ткиво, како до третиот пат не се измислат повторно некои причини да не се одбележи овој значаен празник заедно. Дали може да се случи, професори? Не знам, видете, низ историјава, следејќи историјава, знаете, меѓу двете светски војни во Бугарија се наоѓале поголем број од македонската емиграција и поголемиот дел од македонските револуционери. Имате тоа познато, ни Сулистре, ни Софија се вршеле секојдневно убиства меѓу македонците. Дури ми иде напел од 30-тите години на студенти кои што бараат да престанат убиствата меѓу македонците. И заради тоа со посебно нагласуваме за ќе правиме задоволство на другите да гледат како македонските браќа, сестри се убиваат. Меѓутоа, оно што посебно изненадува е што тие кажуваат дека македонците, луѓето што се убиваат македонци не се кромит, не се зелка, тоа може да изникне за една година. Меѓутоа, човечки живот да убие, што значи генерации, тоа тие викаат, тие може да се научници, инженери, ово на сето, и тие се убиваат меѓу себе. Значи, ја мислам дека единствено денеска, бидејќи сме во самостој, повеќе никога не можеме да укривуваме, Томич, денеска дека некој не бил крив за ово што ни се случува. Ние имаме самостојна независна Република Македонија во рамките на оно што е сега Македонија. Ние дали ќе искористиме историската шанса да бидеме тоа што сме во сите сфери на животот е наша кривица. Значи, се што ни се случува, више немаме кривец. Порано можеме да збориме. Бугарите, србите, грците, ово. Сега, се што правиме сами. Одговорноста е наша. И дали сега, единствено што треба, партиите, гледаме што се случува. Леве, да ги спомнеме СДС, ВМРО, македонските партии. Основната конфронтација е меѓу партиите, зар е потребно. Можат они да се конфронтираат за економија, за социјала, за сето тоа. Ама за овие работи кои што се однесуваат, за кои што више еднашка треба да биде решено, за националното, не искам малициозен да бидам ни тоа е зајадлив. Дали треба един интензивен курс да ме одржите, професоре, на членовите на СДСМ на партиите, на таа партија да сватат ова порака дека овој празник е сеопшт македонски? Мислам, пак реков, не сакам зајадлив да бидам и толку лош. Не можам да кажам за која партија, не е битно тоа, јас зборувам за сите партии. Денеска сакав, јас лично сите да ги видам збрани. И јас мислев дека ќе биде збрани, меѓутоа тоа се повторува. Мислам дека треба да извлечат поука, дека народот не сака да ги гледа поделени. Како не гледа меѓународната заедница? Тоа е уште пострашно. Како ќе го решаваме прашањето за име? Што знаете што? Има една многу добра поговорка, вели колку ќе се цените сопствената историја и култура, толку ќе ве ценат и надвор. Почитувај се да те почитува. Па нормално мора ние да си ги почитуваме. Ја може не се согласуваме економски, политички, социјално сето. Меѓутоа, ово е државен празник. Политичка одлука, собранието е донела. Сите мора да ја почитуваме. Јас видов колку се заинтересирани граѓаните, верувале или не. Секоја час некој можеби од економски аспект, меѓутоа нема да пропадне ако денеска се бидат да го респектират празникот. Продавниците се работат, се функционираат. Нормал, дури имам таков печаток и сознание да симпатизере на некоја друга политичка партија, значи не за ине, туку нема. Че си отварам продавницата, че си отварам бизнисот и така натаму. Не може. Дали така треба да се однесува? Не може така. Не може така. Дали треба тука пазите, тоа зборува за нас реагира? самите. Знаете што ми се случи во Австрија, бе веднаш имаше еден исто така еден празник. И шетам низ градот, беше сабота. Ништо не работи. И ги прашуваме, луѓе, зошто ништо не работи? Не сме вика никој да отвори. Се има определени продавници кои што денеска може да работи. Национален празник е, сите продавници мора да бидат затворени. Нема отваране, тоа е непочитување на празникот. Единствено што мисламе е да апелираме кон партиите, да не ги делат празниците. Празниците не се ниту на едната, ниту на другата партија, тие се на македонскиот народ.
Тие се на македонскиот народ. Тие празници треба да не сближуваат. Значи како институт би замолил да организирате еден интензивен курс. Вемо, ја мислам дека добронамерно, нека биде особено за младите. Костанченто, дали треба младите повеќе да се едуцираат за историјата? Па ја мислам дека и да треба почитуваат сопственото. Да, треба да ја разбереме правата историја. Ние имавме една историја диригирана долго време и таа ја учи луѓето. Беше чудно да негде 90-та година, 91 година ми прибаѓаат луѓе кои што имаја речеси 50 години и прв пат слушаме дека имало некој Методи Андонов Ченто. Може ли една држава, првиот председател фактички, што бил едновремено и председател, како председател на президиумот, бил и председател и на владата, практички бил президиумот, привремено правителство, како што го викале, на собранието и било представително тело при собранието, така да бил и председател. Може ли генерации, 30 генерации, 40, да не слушнале кој бил прв председател? Може да не слушнале кој го отворил заседанието на Асном за Панко Брашнаров. Имаше генерации долго. Нам ни е навистина потребно едно национално помирување, да им простиме на тие што не знаене нешто сгрешиле, меѓутоа и да ги кажеме тие кои што знаеки направиле нешто што не било добро за нашиот народ. Јас би сакал да ви кажам, малку тоа се знае. Кога е донесуван уставот на Југославија, Федеративна Народна Република Југославија, татко ми на Уставнотворниот одбор предложил амандман, бидејќи министерот за конституанта, како што е во нацрт на уставот, предлага Југославија да биде унитарна држава. Сега да не ги читам содржините на тоа. Татко ми предлага да се воведи правото на самоопределување до отцепување. Значи, припојување до отцепување. Наспроти него, еден од пратениците од Македонија одржува речиси полчасовен говор како Македонија еднаш за секогаш решила да влези во Југославија и нема поќе дискутирање за таа проблематика, какво отцепување и така натака. И кога го му префрлиле, и тоа е еден од големите гревови, што наводници гревови, викам, на Методи Андонов Ченто, зошто барал да влези тој амандман. И уставот е предложен во две варијанти на собранието. И е изгласан од уставот со амандманот од Уставотворниот одбор. Нема тоа. За тие луѓе кои што и кога татко ми прашал како може да зборувате дека сите пратеници од Македонија се тоа, кога јас дадов погрешно, па вика то така партијата нареди, нема што да се размислува околу тоа. Затоа се кажав дека прво треба да бидеме македонци, потоа да ги гледаме интересите на партиите. Ке ги има интересите на партиите кои што одредуваат различити траси до целта. Меѓутоа, не може да имаме партии со различити цели. Ние имавме една партија која имаше друга цел од она неорганизираната партија за време, пошто имавме еднопартиски систем, значи немавме повеќе партиски систем и оние неорганизираните останаја незастапени поединци вака како татко ми, Брашнаров, Чучков, Полежина, еден извареден правник кој што уште пред војната докторирал на Сорбоната. Господин Ченто не бил комунист. Никако не бил комунист, меѓутоа бил близок со комунистите, со сите. Тој најмногу му верувал на Козман Јосифовски.
многу пати сакал да прекини да се работува со комунистите, затоа што се нашол во незгодни ситуации. Он нив бил доведен. Меѓутоа, кога Козман Јосифовски му кажал дека момент е сите да се собериме, а и да направиме држава, или ако не се собериме, остани само на комунистите, нема Македонија.